Почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван заменик министер за локална самоуправа. Денес на дневен ред е предлог закон за изменување и дополнување на законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија и секако праксата е овој предлог закон да биде по скратена постапка. Но не е само тоа. Има и европско знаменце кое што го злоупотребувате секогаш кога не треба. Почитувани колеги, имате впечаток дека доколку ставате европско знаменце на закони каде треба и каде не треба, мислите дека со ова ќе влеземе побрзо во Европската унија. Дали вака се влегува во Европска унија? Со злоупотреба на европско знаменце? Или си мислите доколку го гледате на некој од законите, или ако постојано споменувате со ова ќе влеземе, со она ќе влеземе, постојано наоѓате изговори дека што и да направите во Република Македонија, като тоа ќе го забрза процесот за влез во Европската унија. Но и јавноста знае, знаеме сте ние, дека за влез во Европската унија треба да се направат сериозни чекори, кои што, за жал, ниту ги направивте, ниту знаете како треба, ниту ќе ги направите. Имавме прослава за влез во Европската унија. Имавме слики, фотографии од авион, и потоа имавме организирање на прослави за кои се трошија народни пари и кои искрено не беа посетени од граѓаните, затоа што граѓаните знаат дека за да славиш нешто, треба да има вистинска причина, вистински повод за тоа нешто. Славевте пред време, а до ден денес знаеме дека Република Македонија се уште е далеку од Европската унија. Овој предлог закон треба да има за цел донесувањето на овој предлог закон треба да има за цел да се зајакне професионалноста, но и одговорноста на членовите на Советот на јавните обвинители. Дали е така? За жал, во Република Македонија, освен партизација и политизација, ништо друго не направивте во ниту еден сектор. Па ниту со овој закон ќе постигнете професионализација и одговорност на членовите на Советот на јавни обвинители. Почитувани колеги, во претходниот мандат сите политички партии беа согласни дека треба да се формира специјалното јавно обвинителство. И сите пратеници кои што бевме дел од тој мандат гласавме за СЈ. И што се случи? Оваа избрзана постапка донесе срам. Срам за сите нас кои што го гласавме. Срам за целата јавно обвинителска фела. И СЈ е типичен доказ дека немаме правна држава и СЈ е реален показател дека имаме најкорумпирана држава. Ова СЈ го поддржавме сите. За да не ја направиме истата грешка како со специјалното јавно обвинителство, треба законот за Советот на јавни обвинители и законот за јавно обвинителство навистина сериозно да се изработи, да се вклучат експерти и да направиме законско решение со кое сите заедно ќе допринесеме во борбата против корупцијата и ќе допринесеме до професионални јавни обвинители, професионални суди, а не да имаме корумпиран судски систем. Систем во кој што граѓаните најмалку веруваат. Почитувани колеги, јавноста знае дека овој закон, законот за Советот на јавни обвинители и законот за јавно обвинителство не е пратен до Венецијанската комисија и знае зошто. Затоа што се плашите од мислењето кое што ќе го даде оваа комисија за овие два предлог закони. Затоа што знаете дека претходните забелешки кои што беа дадени од Венецијанската комисија за законот за јазиците не се испочитувани. Венецијанската комисија во однос на законот за јазиците оцени дека во одредени области овој закон може да оди премногу далеку со наметнување на јавните институции на нереални правни обврски, особено во врска со употребата на албанскиот јазик во судска постапка, придружено
со тешки санкции во случај на непочитување и можност за промена на судските решенија, доколку има недостаток на превод и толкување во текот на постапката. Според Венецијанската комисија, овој пристап би можел значително да го забави функционирањето на целото правосудство, ризикувајќи сериозни нарушувања на правото на фер судење, кое е загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Исто така, беа дадени препораки до македонските власти, особено за напуштање на одредбите што се однесуваат на двојазичноста во судските постапки. И покрај тоа што имавме јавно ветување дека мислењето на Венецијанската комисија ќе биде испочитувано, препораките прифатени и вметнати, до ден денес немаме ништо од тоа, туку напротив, само се продолжува истата пракса и од претходно. И ова ќе го гласа парламентарното мнозинство. Но јас искрено се надевам, и вчера во мојата дискусија нагласив и сега, се надевам дека од овој парламентарен состав, од владеачкото мнозинство, ќе се најдат совесни, одговорни пратеници кои што ќе размислат пред да дадат поддршката за овие закони. Знам дека има честни пратеници кои што не се вмешани во криминал и истите тие не треба да дадат поддршка ради себе, ради нивните семејства и ради желбата да се вклучат во една искрена борба против корупција и криминал во оваа држава. И верувам дека истите тие имаат желба во Република Македонија да имаме вистински реформи во правосудниот систем, да имаме професионални обвинители, професионални судии и воопшто да имаме држава во која што ќе имаме функционален систем, а граѓаните ќе имаат верба во нашите институции. Почитувани колеги, ако Катица Јанева требаше да биде примерот, ликот за борба против корупцијата, реалноста покажа дека таа е ликот на корупцијата. Да немаме вакви случаеви во иднина. Да немаме ситуации во кои што јавна обвинителка кажува како постапувала по наредба на специјалната јавна обвинителка, да ги смени одлуките, односно ефективниот притвор да го трансформира во домашен притвор, забраната за давање на патна исправа да ја замени со можноста да се користи патната исправа и при тоа да каже дека тоа го направила по наредба на специјалната јавна обвинителка. Ова е непрофесионално и е спротивно на законските прописи. Се со цел да имаме професионалци, треба да размислиме какви предлог закони доставуваме, а уште повеќе да размислиме дали ќе ги гласаме. За да не го поддржуваме криминалот и корупцијата во оваа држава, ние треба сериозно да ги сватиме сите забелешки на експертите, кои што впрочем се универзитетски професори и кои што многу подобро од сите нас тука, но и од представникот на владата, односно од заменик министерот за локална самоуправа, многу подобро знаат како треба да изгледа законското решение и за Советот на јавни обвинители и за Законот за јавно обвинителство. Сигурна сум дека многу подобро од нас ја знаат оваа проблематика и знаат како треба да изгледа содржината на овие закони. Почитувани колеги, се додека гласате по насока на вашата партија и давате поддршка на се што треба и што не треба во овој законодавен дом, ќе имаме лоши законски решенија, ќе имаме разочарани граѓани и ќе имаме иселување од Република Македонија. Затоа што граѓаните не се иселуваат само затоа што барат подобра екзистенција надвор од државата. Се иселуваат затоа што гледат правна несигурност во оваа држава. Затоа што се плашат од реваншизам, од политички притисок и се плашат дека правдата нема лесно да ја докажат на суд. Затоа што знаат дека кај нас како ќе се нареди, така ќе се испорача. Затоа што тоа го почувствуваа овие 3 години, откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт и откако истиот телефонски нарачува и обвиненија и дели пресуди. Благодарам.